на Комисијата за политички системи и односи со заедниците. Почитуван господине Зибери, почитувани пратенички и пратеници, почитувана македонска јавност. Повелете, колешке. Убаво е да се види разигран живот, посебно во парламентарниот систем. Добро е да се јавноста да учествува во концептите и во начинот на кој што всушност Македонското собрание ја одразува сеопштата, севкупната социопсихолошка состојба во македонското општество. Добро е да има различни видувања и на тој начин да се градат и историските конотации кои денеска не ги чувствуваме, но длабоко ги вкопуваме за идните генерации. Имам особена чест и задоволство денеска да дадам и јас неколку мои размислувања, пред се да дадам една несебична поддршка на нашиот омбудсман. Сметам дека вашата улога во македонското општество е особено значајна. Од вашето сработено, на вистина, како и останатите колеги, ценам дека сте дале максимални напори во едни сосема неприродни услови кои што практично говорат за она што веќе претходно го констатирав. Вие сте исклучително професионален. Многу ми се допаѓа и го следам вашиот настапи во медиумите. И колегите во фелата коментираат за вашата непристрасност, вашата професионалност и посветеност. И навистина сметам дека треба тоа да го извлечеме како нешто особено значајно и како пример како треба да се однесуваат јавните и државните функционери, тоест она што нас ни е заложба, тоа е интеграциите во Европската Унија, каде што тоа се квалитетите кои што се бараат и се потребни за една индивидуа да го носи, да носи титулата слуга на народот. А вие и во директна смисла, не само во индиректна, представувате онаа брана која што ги застапува основните човекови права и слободи. И морам да ви кажам дека голем број на граѓани, како почна расправата пред некој ден во однос во однос на извештајот, ми се обратија и ме праша кое е всушност значењето, бидејќи така се третираат, се дерогирани институциите со години наназад. И оваа институција ја доживуваат некој од нив како декларативна или како некоја подкусурување на одредени позиции, на одредени личности по политички блокови така натаму. И се потрудив и во персонален однос да објаснам кое е всушност значењето, но еве и во интерес на пошироката јавност пред се ќе дадам еден мој вовед, прво општо за вашата институција, а потоа ќе кажам и неколку работи во однос на извештајот и во интерес на времето, секако и на другите колеги кои сакаат да го дадат своето мислење. Секој граѓанин е човек кој има слободи и права кои му овозможуваат еднаквост со другите сограѓани. Слободите и правата на граѓаните имаат непосредна врска со појавата на Уставот, како пишан документ, а и со развојот на демократијата. Накратко ќе ги наведам во продолжение уставно загарантираните права и слободи на сите граѓани на Република Македонија од причина што народниот правобранител е надлежен да ги штити тие права во случај на нивно повредување од страна на органите од државната управа. Една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија представуваат, како што веќе кажавме, основните слободи и права на човекот и на граѓанинот, кои се признати во меѓународното право и утврдени со Македонскиот устав. Во уставот, во повеќе членови се определени сите основни слободи и права и на човекот и на граѓанинот. Граѓанските слободи и права го штитат и го изразуваат духовниот и физичкиот интегритет на граѓанинот и неговата правна положба или граѓанскиот статус во општеството.
Политичките слободи и права го изразуваат политичкиот субјективитет на граѓаните, односно со овие слободи и права граѓаните активно учествуваат во политичкиот живот на една држава. Уставно загарантирани граѓански и политички права следните: право на забрана на дискриминација, односно еднаквост во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Правото на живот, правото на физички и морален интегритет на човекот. Се забранува секој облик на мачење, нечовечко или понижувачко однесување и казнување. Се забранува присилна работа. Право на слобода, презумпција на невиност, право на жалба, право на државјанство, право на неповредливост на тајноста на писмата и на сите други облици на општење, право на приватност, слобода на вероисповест, право на достоинство и углед, право на неповредливоста на домот, право слободно да се движи на територијата на Републиката и слободно да го избира местото на своето живење, одбрана на Република Македонија, која што е право и должност на секој граѓанин, право на азил на странците и на лицата без државјанство, слобода на уверување на совест, мисла и јавно изразување на мислата, слобода на здружување заради остварување и заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања, право на мирно собирање, избирачко право, право да учествува во вршење на јавни функции, право да поднесува преставки до државните органи и други јавни служби и на нив да добие навремен одговор. Понатаму, постојат уставно загарантирани економски и социјални слободи и права на граѓаните и на другите лица кои го изразуваат економскиот и социјалниот статус на граѓанинот во одредено општество. Овие слободи и права представуваат основа за изградба на економскиот систем на одредена земја. Културните слободи и права вршат оспособување на човекот да се изразува како посебна личност во различни области од општествениот живот. Уставно загарантирани се економски, социјални и културни права поединечно или заедно со други граѓани за нивно унапредување и соодветна заштита. Сите слободи и права, кои веќе ги споменав, можат да бидат ограничени само во случаи утврдени со Уставот за време на воена или вонредна состојба. При тоа, членот 54 од Уставот определува дека ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по однос на пол, раса, боја на кожа, јазик, вероисповест, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба на граѓаните. Правото на живот, забраната за мачење, на нечовечко и понижувачко постапување и казнување, на правната одреденост на казнивите дела и казните, како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата и вероисповеста не можат да бидат во никој случај ограничени. Уставот ја гарантира и слободата на пазарот и предприемништвото, за да се обезбеди еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот. Во однос на заштитата на претходно наведените уставно загарантирани права на граѓаните, јас ќе се задржам на нивната заштита од еден независен орган како што е Народниот правобранител. Врз основа на оваа општо теоретска поставка можеме да заклучиме дека имаме извештај кој што е темелно, срочен, поделен на повеќе подглавја кои ги зафаќаат сетот на сите овие уставно загарантирани норми во нашиот устав. Врз основа на нив се констатирани состојбите во минатата година, онакви какви што биле затекнати, и гледаме дека нашиот народен правобранител и неговиот тим реагирале и по допрен глас
и по медиуми, нели, медиумски по некои искази, но и со лични представки или интервенција по барање на граѓани или на еден или група на граѓани. Од таму можеме да забележиме дека најголемиот број на представки до народниот правобранител минатата година се однесуваат на заштитата на правата од областа на правосудството. Потоа следат представки од областа на детските права, а на трето место се потрошувачките права. Господинот Зибери, како народен правобранител, во својот извештај вели дека примил 2686 представки, од кои 389 предмети биле пренесени од претходната година, значи се мисли на 2020 година, а бројот на предмети кои ги разгледувала институцијата Народен правобранител во текот на 2021 година измерувал 3075 представки. Сега, најголемиот број на примени заведени представки се однесуваат, како што веќе рековме, за заштитата на правата од областа на правосудството, 436, што представува 16,23% од представките. Потоа следат представките од областа на детските права, 254 или 9,46%. На трето место се потрошувачките права, тоа 228 или 8,49%. В областа на работните односи биле поднесени 218 представки или 8,12%, а во социјалната заштита 183, односно 6,81%, за казнено-поправните и воспитно-поправните установи 162 или 6,3%, за имотно-правна област 150 или 5,58%, за урбанизам и градба 136 или 5,6%, како и представки од други области. Со други зборови, од вкупно 3075 предмети од на 2021 година, Народниот правобранител покренал постапка по 2085 или 67,80% од представките, а од нив во 755 или 35,82% констатирал повреда на човековите слободи и права и интервенирал со цел отстранување на повредите, односно остварување на правата на граѓаните подносители. Од вкупно 755 предмети кои Народниот правобранител во кои утил практично повреди и превзел законски действија, во 500 или 66,23% од случаите органите на државната управа, другите органи и организации со јавни овластувања ги прифатиле интервенциите на Народниот правобранител. Во 232 или 30,43% од овие случаи пак, по констатирана повреда на Народниот правобранител, кој доставил укажување за начинот на отстранување на констатираната повреда до надлежниот орган, кое не било прифатено, пошто со законските надлежности биле превземени други действија, односно биле доставени информации или посебни извештаи до повисока инстанца, пошто биле исцрпени сите законски можности, а во 23 случаи или 3,5% од истите по констатирана повреда и доставена препорака се уште се чека на одговор од надлежниот орган. Во извештајот е нотиран и проблемот при обезбедувањето на документи за лична идентификација и застој во издавањето на личните документи. Според истиот, оваа состојба влијае на екзистенцијата на граѓаните поради неможноста да си ги подигнат своите плати, пензии, средства и така натаму кои што ги добиваат по врз основа на социјалната помош. Сега би сакала малку овдека да ве задржам. Сметам дека одамна е поминато времето, може да се бараат било какви аргументи и да се оправдуваме дека до сега не постои интегриран систем во администрацијата. Едни обиди кои што беа почетни и кои што иницираа можност да се интегрираат институциите и практично, како што велат, со еден клик да излезат сите
документи врз основа на кои што ќе се утврди не само идентитетот, туку и ќе се извадат дополнително документи за кои што сега постои невидено, страшно комплицирана бирократија. Мислам дека е една од главните точки кои сите ние овде во Македонското собрание треба во наредниот период убаво да ги размислиме и да се обидеме да најдеме заеднички јазик со кој што ќе им помогнеме на институциите да го поедностават овој бирократски момент. Моментот кога ќе се сузбие шалтер системот, ќе се сузбиат две клучни работи во македонското општество. Прво, еден голем товар на партиите, тоест партизацијата, бидејќи во едно развиено демократско општество во партија треба да додат луѓе кои што припаѓаат на таа идеологија и на таа програма и се согласуваат со тие определби, а не заради вработување или заради други интереси, како што е општата состојба. Вториот момент, ќе се намали во голем сегмент корупцијата. Оти денеска секој еден од нас знае дека за обичен извод од матична книга на родени, ако немате луѓе, тешко ќе го извадите на време. На тоа дередже не сме биле дури ни во Турско. Колку е сега сложено, иако би требало да биде едноставно. И од таму мислам е еден апел до сите колеги, до сите пратенички субјекти, да седнеме, да размислиме и да направиме стварно во интерес на секој еден граѓанин. И тука и правобранителот има целосна поддршка, како што тука се согласивме заеднички. Сега, според представките во правосудниот систем, народниот правобранител во овој извештај ни посочува дека се необходни системски измени во делот на пресметувањето на каматата, во насока дека не може да се наплати камата која би била поголема од главниот долг. Огромна е бројката на македонски граѓани кои по различни основи имаат или свесно не плаќале па се наталожиле камати, или не биле ни информирани дека се случува таков процес и кога доаѓа извршителот, луѓето се буквално до степен голем број на луѓе, не сите, но голем број на луѓе доаѓаат на дередже да останат и на улица. И тоа е недозволиво. Можеби во големи држави, каде што има навистина многу граѓани, би било многу тешко тој механизам да се контролира и да се најде социјално издржано решение. Но во држави од нашиот обем, мислам дека и во број на граѓани, и по број на професии, по целата економска состојба во која што е македонското општество, мора да се најде издржан механизам и овој начин да се прекине. И тоа повторно е во рацете на законодавната власт. Колегите веќе кажаа, да не биде дека не му обрнувам внимание, навистина сметам дека особено значено прашањето, затоа е изголемен бројот на представките во областа на детските права, опфатени се сите сегменти на загрозување на правата на младите, особено во делот на остварување на правото на образование и особено по она што веќе беше говорено о некои реформи во образовниот систем кои повторно се покажаа како неделотворни и неуспешни. Сега, во однос на радиодифузната такса, тоа е исто така едно трагикомично прашање во македонското општество, дискусијата за тоа дали да се плаќа дифузна такса или не, по мене е индивидуално прашање на свест и на совест, дали се разбира значењето да се има и одржува една квалитетна национална телевизија. И тука секој има право на мислење, моето мислење не е популистичко, туку сметам дека треба да се плаќа, но истата треба да биде, можеби на референдум договорена, изорганизирана, исконципирана, доколку сакаме навистина да имаме национален сервис. Инаку, одржувањето повторно оди на друг начин, но и голем дел на поранешни обврски кои што се изнесуваат на граѓаните, оставаат простор, во овој хаос на институциите, некаде да се извршат некои наплати кои што претходно биле во функции, оти правото, знаете, правото важи од оној ден кога е донесен законот и кога стапува на сила. Претходните обврски не ги укинува.
тоа треба посебен декрет. И такви работи сме правили, такви циркузи, такви експерименти сме доживеале овде, но мислам дека не се долгорочни и обично се наменски. И немаат, не се во интерес на сите граѓани, туку се во интерес на одреден политички договор или на одредена група и така натаму. Така што мислам дека и овие представки, и ова вие што го правите на индивидуално ниво, на секоја поединечна представка во однос на радиодифузната такса, е всушност поцелисходен проблем кој не е докрај решен. Колегите говореа пред некој ден и во однос на состојбата во казнено-поправните домови. Јас стојам на фактот дека во Македонија и денеска во 2022 година имаме политички прогон и дека невини луѓе или лежат по затвори, тоест голем број на лица во македонските затвори одлежуваат казни затвор кои не се соодветни на нивните дела или на она што би било во едни нормални услови пропишано доколку биле третирани во еден фер и демократски судски процес. Тука пред се мислам на едни состојби кои што ги нотираме и во извештаите на Европската комисија во однос на напредокот со кој што оценуваат дали сме или не сме подготвени да бидеме дел од Европската унија, тоест да почнеме преговори со Европската унија, но сметам дека ние како граѓани мора да разбереме дека некои наши разбирања и начинот на кој што се случуваат работите секогаш имаат каузистичност, тоест агресијата раѓа агресија, омразата раѓа омраза, недоразбирањата уште повеќе кавги. И тој процес на помирување не можеме да го направиме доколку не им простиме на сите. Не да им простиме на оние кои што имаат сила, па со као посилни ќе ни ја скршат кичмата, тоест гордоста, и ќе се правиме дека не приметуваме што сме направиле, туку на вистина да им простиме на сите. Тоа не значи да не си одговараат за тоа што го сториле. Секој еден треба да си одговара, но според издржливоста и тежината на делото, а не според политички договор или според насоки на други центри. Ако сакаме и понатаму да се третираме и да се сметаме дека сме самостојна и суверена држава. А ако сакаме да објавиме дека сме полупротекторат или протекторат, не е проблем, нека се објави јавно и граѓаните да знаат дека повеќе немаат еднакви права како во соседните држави или било каде во светот, каде се почитува индивидуалното право на граѓанство, тоест даночниот обврзник е тој што има и права, но има и обврски и ги насочува институциите да се развиваат демократски. Ова се далечни цели, но не смееме да не си даваме поддршка и да не разговараме отворено за нив. Не смееме да дозволиме да бидеме уплашени или вкопани толку во рововите на минливи и менливи политички состојби и соображенија. Оти сите ние како луѓе сме и минливи и менливи. Лично, како граѓанин, ме допира сечија една несреќа и секоја една неправда, а сметам дека во Македонија останува само народниот правобранител како инстанца кој што може да каже некој збор. Уставниот суд потврди, судските органи прифатија да бидат дел од една политичка игранка на нарачки, ме поразуваат многу искази кои што ги кажуваат и мои колеги теоретичари, практичари, но и колеги во адвокатурата кои што кажуваат дека во обвинителниот систем во Република Македонија нема неписмени и неспособни обвинители, туку има корумпирани, приклучени во политички процеси, не сите секако, но на побитни позиции тие што се и кои што се сервилни и слушаат, не затоа што немаат чувство дека прават неправда и дека некои луѓе страдат, туку затоа што тоа е условот врз основа на кој што може да напредуваат во кариерата. Тоа е законот на анимализмот. Тоа не е закон или правила на однесување во еден демократски политички систем. И тоа
длабоко ме повредува. Оти лично сметам дека без оглед на политичка припадност и сервилност, секој еден кој што професионално си ја врши својата работа има право да напредува во кариерата и да достигне до највисоките цели. Тоа е единствениот начин. Ако го постигнеме, да се убедиме не ние, но нашите деца дека ќе живеат во Европската унија. Ќе има шанса да се подигне кредибилитетот на институциите и на личностите. Оти факт е дека човечке и да се сгреши, и да се направи пропуст, и да не се има за се секогаш сознание, но не можеме да гледаме неиздржани аргументи, бидејќи погледајте го овој момент кој што е особено значен. Во Република Македонија имате над 60% предистражна постапка. Сега да не барам да губиме време со точните бројки ги имам. Тоа значи дека македонските граѓани се држат под закана. Тоа е контрола. Тоа е стрес. Едно писмо да добиете опомена па ви прави немир. Се вознемирувате, сакате да немате проблем. А замислете да се влечкате по судови, да се објаснувате за работи за кои што нема логика да се објаснувате, да плаќате адвокати, да сте под стрес, да сте принудени да барате политичка помош. Тоа се работи кои што мора да го зајакнеме институционално и Народниот правобранител, но и ние како законодавен дом ќе мораме да го зајакнеме овој механизам врз основа на кој што ќе создадеме правда и правичност. А пак ќе кажам, не е демагогија, навистина така мислам. Секој да си одговара доколку го прекрши законот. И треба да си одговара. И немам тука дилема. И јас немам попуст. Но да биде правично, да не биде изживување. Оти преку ова изживување ништо добро не донесовме. И кому ќе му ја оставиме таквата распарталена држава? Мислам дека има поединечни представки со кои што со вас до сега не, но со вашите заменици сум имала контакти, сум дискутирала и ги знам препреките и слабостите. Предпоставувам и другите колеги го нотираат, тој ќе го нотираат. Ценам дека е срамно што ви се укинуваат средствата од буџетот, тоест ви се намалуваат. Знам дека институционално, тоест сакам да кажам, во однос на простор и на човечки ресурси имате недостатоци, имате потреба од поддршка. Еве нудам соработка и со колегите од власта, доколку во ребалансот има разбирање, ќе поддржиме, нека им се даде на луѓето можност да работат. Да видиме и за следниот буџет кој ќе се планира, да бидеме мудри, да им помогнеме да можат поуспешно да завршат работата. Сметам дека ова се особено значајни и важни прашања. Ова не допира сите како луѓе и како индивидуи, како граѓани. И од таа страна би сакала уште еднашка да ви дадам поддршка да истраете во битката, да го пишувате вашето портфолио во интерес на македонските граѓани и да гледаме убави и успешни извештаи со кои што сте направиле промена како што се трудите и досега во македонското општество. Ви благодарам.